Недостиг на јасни критериуми во распределбата на буџетските средства на годишно ниво што ќе ги добијат корисниците чии проекти се вклучени во годишната програма што ја субвенционира Министерството за култура, се воочуваат уште при првото разгледување. Топ тема на ваша страна побара конкретна информација од Министерството за култура уште во јануари годинава. Која е сумата која поединечно ја добиваат проектите кои се одобрени по одделни области и активности? Но одговорот дури го добивме деновиве. Вкупниот буџет за драмска дејност годинава изнесува 7 милиони 700.000 денари. Најмногу средства на конкурсот за драмска дејност добиле режисерите Драгана Милошевска-Попов, Сашо Миленковски и Наташа Поплавска. Тројцата за по еден театарски проект добиле по 500.000 денари. Најголемата сума на одобрени средства за самостојни проекти во областа на визуелната уметност, архитектура и дизајн добиле ликовните уметници Александар Станковски и Весна Дунимагловска. За самостојната изложба на Станковски 5 минути пред падот, претходниот состав на Министерството за култура одвоило 140.000 денари. За проектот на Дунимагловска е издвоена сума во иста вредност. За недостиг на јасни критериуми во одлучувањето на распределбата на финансиските средства, говори и фактот дека во музичко-сценската дејност најголемата сума на одобрени средства, која изнесува 300.000 денари, е одобрена за концертот Калиопи симфоника на Калиопи Букле. За концертот на Андријана Јаневска, со која таа одбележува 20 години на сцената, се издвоени 120.000 денари, додека за солистичките концерти на пијанистите Ана Гацева, Кристина Светиева, Дино и Мери се издвоени суми меѓу 40 и 60.000 денари. Сето ова не би било дискутабилно, имајќи го предвид фактот дека за повеќе истакнати домашни уметници со меѓународни признанија не се издвоени средства воопшто или се издвоени минимум. Листата со буџети што ќе ги добијат корисниците, чии проекти се вклучени во годинашната програма, разоткриваат низа недоследности и непочитување на восстановените критериуми, забележуваат дел од уметниците кои конкурирале и биле одбиени. Во издавачката дејност повторно среќаваме дела на над 15 на домашни автори, чии дела биле поддржани и минатата година. Голем број книгоиздателства и оваа година се привилегирани според тоа колку финансиски средства им се одобрени. Револтирано реагираат дел од издавачите. Тие забележуваат дека е важно конечно се воспостават јасни критериуми кои ќе имаат врска пред се со книжевните вредности. Во таа насока беше и реакцијата на македонските писатели, кои се огласија со проглас за заштитата на достоинството на македонскиот писател и на македонската книжевност. Загрижувачки е и фактот дека во пресрет на објавување на конкурсот за годишната програма на поддржани проекти на Министерството за култура, секоја година се појавуваат нови книгоиздателства за кои како да не важат восстановените критериуми за конкурирање, без оглед дали станува збор за домашна или преводна литература. 5 месеци траеше голготата на топ тема на ваша страна на барањето да ги достави буџетите за одобрените проекти по дејности за 2017 година. На 24 јануари, топ тема на ваша страна достави барање до Министерството за култура да ни испрати листа со одобрени буџети за поединци што влегле во програмата. Бидејќи во законски предвидениот рок, Министерството не ни одговори на барањето, се обративме до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, преку Министерството за култура на 28 февруари 2017, пошто на 10 март Комисијата ја уважи нашата жалба и го задолжи Министерството за култура да ни ги достави бараните информации во рок од 15 дена. Канчевска Милевска не го испочитува барањето на Комисијата да ни ја даде листата со распределените буџетски средства. Бараните информации ги добивме дури деновиве од новиот состав на Министерството за култура.